Најдоцна до крајот на годината треба да биде распишан тендерот за изградба на регионална депонија кај Свети Николското село Мечкуевци, каде што ќе се депонира отпадот од целиот источен и североисточен регион. Ова е крајниот рок, но постои оптимизам дека тоа би можело да се случи и наредната недела, бидејќи како што велат од Министерството за животна средина, во моментот тече постапката за превод на тендерската документација. По потпишувањето на договорот, регионалната депонија треба да биде готова за 2 години. Потребно е да се инвестира во рехабилитација на патот кој што води до регионалната депонија и на тоа се работи, значи се додека ние не покажеме дека имаме посветеност, дека си ги извршуваме нашите задачи, од кои што ќе зависи работењето на таа идна инсталација, во меѓувреме ги усогласивме сите работи и тендерот се очекува во најскоро време да биде објавен. Во меѓувреме проектот регионална депонија е во преоден период. Се работи на затварање и рехабилитација на старите депонии. Во овој преоден период од 2 години ќе има времени депонии, каде што ќе има навистина и претовар или донесување на отпад од други општини, но тоа е само преоден период. И во Кочани е сега сменета ситуацијата, изведувачот веќе работи таму и на рехабилитација, така што во конечната фаза ќе има едно централно место каде што ќе има постројка и за третман и за одложување на отпадот, а депонијата во Кочани тогаш и ќе се затвори постојано, конечно ќе се затвори. Регионалната депонија ќе треба да обслужува околу 370.000 жители од двата региони и би имала вкупен капацитет да прими 900.000 метри кубни отпад. Предвидени се да бидат изградени претоварни станици за отпад во 6 општини, а во Мечкуевци да биде главната постројка каде отпадот ќе се преработува по европски стандарди. Проектот чини околу 40 милиони евра, средства обезбедени од Европската унија.